15 минути здрав живот во 9 и 10 часот со нашиот доктор Александар Митов. Доктор Митов, добро утро. Се слушаме? Добро утро. Одлично, баш ми е драго. Доктор Митов, за денеска се договаравме да покренеме една тема, малку да продискутираме, која што е невралгична и која што сега и заради овие пандемиски услови и заради лекувањата во приватните болници ја извади повторно на површина, меѓутоа од еден поинаков агол. Какви се шансите, што е вашето мислење за овие разни идеи, иницијативи и така натаму за јавно-приватно партнерство во областа на државното здравство и овие големи приватни иницијативи во приватното здравство? Кои се придобивките евентуални, кои се потенцијалните ризици во овој вид на, би рекол, и бизнис, но и здравствени сделки? Така. Господин Ордановски, знаете, според мене, мислам дека многу важен момент е тука да расчистиме две работи од сам почеток. Првото нешто е процедурата низ која што овие работи се поставуваат на маса или се носат. Тоа е клучното во едно демократско општество, бидејќи легитимитетот потекнува од процедурата. Така што суштината прва, ќе преминам и втора на самиот материјал или материјалната расправа, но прво ние мораме да обезбедиме како тоа е дојдено да биде тема. Нормалниот пат за да биде тема е прво да биде презентирано во било која програма на некоја од владеачките партии и после да се преточи во програма на влада. Ако вие зборот јавно-приватно партнерство не можете никаде да го најдете во ниту една програма предложена, ниту пак во програмата на владата, тогаш немате основ немате зелено светло или немате мандат за да влегувате во такво нешто. Зошто го кажувам тоа? Заради тоа што таков еден проект, значи од старт кажано, јавно-приватно партнерство, е промена на собственоста на еден начин, суштинска промена на нешто кое што е државно, така народно да кажеме, и сте го наследиле. И второ, ако го промените тој статус, тоа ќе има реперкусии години после откако вашиот мандат ќе заврши. И тоа е првата потреба зошто вакво нешто треба да помине низ тоа процедура да биде одобрено на избори како идеја, и под Б да има еден јасен процес на, во Англија го нарекуваат policy creation, или создавање на таа политика јавно пред очите на јавноста. Со дебати, но не реда ради дебати, туку со инволвирање на сите стручни аспекти со цел да се види како ќе дојде до промулгација на тоа решение. Се друго, во балкански услови ќе создаде сомнеш дека некој нешто сака да протне под тепих. Затоа велам прво, ако се сака да се почне ваква работа, таа работа треба да ги помине овие две врати. Значи прво треба да помине низ вратата на одобрување, на добивање зелено светло на избори, и второ да има еден јасен процес на креирање на таа политика, Јасно ми е, се залагате за висока транспарентност и тоа не може да биде никако поинако осим така, бидејќи се работи за големи пари. Но сепак ве лично ја прашам, бидејќи имате големо искуство и се занимавате со анализи на здравствените системи, во кои делови всушност може да се случи тоа јавно-приватно партнерство во здравството? Бидејќи претпоставувам дека тоа не е баш за се и за се што наменето и можно. Тоа не може да биде во есенцијалните делови на здравствениот систем, таму каде што имаме апсолутна неопходност од брзи интервенции, каде што просто не може да биде станува збор за било каква економска исплатливост. Заради тоа што здравствениот систем во ниту една земја не е како систем, не е исплатлив. Не е во смисла дека ќе промовира дека прави профит за државата. Дека ќе прави пари, туку прави трошоци. Значи, здравствениот систем по дефиниција прави трошоци. Сега, што треба да се пази? Треба да се пази да не се дозволи најподнаводниците лукративните делови од здравствениот систем, тие кои што се особено од интерес на приватните здравствени установи, тие да не им се дозволи да си ги одберат најдобрите делови, каде што знаат. Например, никој нема да земе да одбере инфективно, освен сега што се случи пандемијата. Секогаш го давав инфективно како пример, дека никој никогаш нема да сака да го земе под јавно-приватно партнерство. Пандемијата ме демантираше, но сепак, кој ќе помине пандемијата, пак останува тоа да биде непродуктивно од аспект на заработка на пари, на приватни установи, но имаше, например, обид порано во 2015 година, имаше една голема желба да се внесе во јавно-приватно
партнерство трансплантацијата и цела програма за трансплантација. Јас бев апсолутен противник на таа идеја и за среќа идејата не помина. Иако и пред година-две пак имаше од истите приватни извори, пак имаше таква иницијатива да се префрли трансплантацијата во приватни рамки. Тоа ќе се крсти јавно-приватно партнерство, ама нема врска. Мислам, името ќе биде јавно-приватно партнерство, но ќе се однесе целосно да биде во приватните болници. И, еве пример за нешто есенцијално, значи трансплантацијата, каде што апсолутно според мое длабоко убедување, но и според убедување на Светска здравствена организација, на низа други институции, што не би требало да се однесе во доменот на јавно-приватното партнерство. Па чекайте, само да ве прашам, еве ова некни пред 2-3 дена операцијата на срце, втора поред што се изведе, се направи на извесен начин во комбинација на јавни и приватни здравствени кадри, бидејќи знаеме дека Жан Митрев со својата екипа помагаше, асистираше во таков еден многу комплексен и за среќа успешен зафат. Не е ли тоа извесен начин на јавно-приватно партнерство? Многу е важно во таа процедура, кај трансплантацијата конкретно, матичната институција да биде државна и да се работи според протокол и според јаснен скор систем за тоа кој, кога, како, кој орган од листата на чекање би требало да го добие. И тоа може да го обезбеди, според моје длабоко убедување, само државна институција. Тука е проблемот. Не е проблемот во техничкото изведување. Значи, не е проблем, нема додадена вредност ако болницата изгледа поубаво. Или ако истите луѓе што работат во државно, ги купи некој приватен, под наводници, нели да не испадне вака грубо, меѓутоа отидат да работат во некој приватен и сега ние тоа да го крстиме јавното, а потполно истите луѓе се префрлени од државно здравство во приватно здравство и сега да го крстиме. Дали ќе се добие нешто ако да речеме се приватизира или барем делумно се приватизира брзата помош? Знаете како, може да се добие. Факт е, не од Адам Смит па навака е јасно дека државата, не само македонската, туку секоја држава е, како што велат тие, лош стопан. Дека приватен многу подобро ќе поведе грижа и дека ќе ги дигне карактеристиките, услугата на едно повисоко ниво. Поентата е тука да се направи таков договор, ако веќе се тргне кон јавно-приватно, таков договор кој што работите кои што пациентот не може да ги види, а се суштински важни, државата да ги обезбеди преку тој договор. Например, диализа да ја земеме, нели имаме веќе диализа јавно-приватно партнерство. Пациентот може да го види возилото кое што го разнесува, ако е убаво, например, нели што го вози од точка А до точка Б, просториите дали се убави, дали тоа е средено се, но пациентот не може да ги знае техничките аспекти на процесот на диализа и најскапите работи се тие. И тука мора државата да излезе да наметне цврсти стандарди од кои што нема да попушти. И да го пренесам одговорот на тоа што ме прашавте. Може и во брзата помош тоа да се спроведе. Меѓутоа државата при подпишувањето на таков јавно-приватен договор мора да му ги зададе параметрите на тој приватен оператор што мора да биде. Например, таму е полесно. Во минути, например, од точка А до точка Б во рок од 20 минути од повикот мора да се оствари контакт на лице место со пациентот кој што побрал помош. Пример. Но мора стандардите мора да се развијат комплетно. Изворедно добро елабориран договор треба да биде тоа. Доктор Митов, со јасни механизми. Сакам да ве прашам во последните 2-3 минути, толку ни останува. Има цел еден друг аспект, се работи за може би треба вие разговори да ги правиме, да ги прошириме на полни 30 минути. Се работи за многу голема дебата. се работи за оваа целата сфера на приватно здравствено осигурување. Знам дека Светската здравствена организација не го поддржува тој систем на приватни здравствени осигурувања. Која е тука можноста, бидејќи гледам дека тоа и во Македонија почна да се нуди, на западот е тоа многу развиено. Што се тука контроверзите? Два моменти треба да се исполнат за да биде тоа реално. Прво, фондот треба да е доста голем. Оти ако фондот здравствен и онака е мал и вие ако почнете дополнително да го цепкате, капацитетот на фондот се осиромашува. Вие ако ги извадите најбогатите членови од еден фонд, оти ние по устав сме земја солидарна. Вработените им помагаат на невработените. Здравите им помагаат на болните. Тоа се принципите на нашата држава.
И ако вие отидете од фондот да ги извадите богатите и да ги изолирате во нивен посебен приватен фонд, вие сте направиле проблем бидејќи сте го осиромашиле фондот и принципот на солидарност на едните да помагаат на другите де факто се брише. Тоа е прв проблем. Втор проблем, мора да има толку државен апаратус административен силен кој што може во детали да влезе на овие приватни фондови. Ова е изворедно комплицирано. Ние не сме се покажале досега дека имаме јак административен капацитет. Значи, фондот таков каков што е, ќе треба ние да го дуплираме или триплираме со луѓе, за да можеме да воведеме вистинска контрола над приватните фондови, кои што су патен речено против, ако сакаме да ги воведеме. Значи, може би да се воведат, но неминовно ќе оди по штета на тој централен главен. Затоа и Светска здравствена е против. Затоа вели секаде треба да има universal coverage или сите да бидат покриени под еден здравствен фонд. Заради тоа што страдаат најсиромашните членови на општеството. И тука е логиката зошто не се стимулира да се направи такво нешто. Доктор Митов, ќе направиме ние нов турнус од разговор на оваа тема. Имам јас уште 5-6 прашања, ама тоа ќе ни одземе наредни 15 минути, може би веќе и следниот пат. Благодарам и за ова утринско брифирање. Ви благодарам многу.